Здраво, деца, добро дојдовте во втората од серијата на видеолекции кои што ќе ви ги подготвувам во овие водрени околности. Наслов на денешната лекција е еднократно и двократно разгранување. Во првата лекција, да ве потсетам, зборувавме за споредбените и логичките изрази. Тие ни се неопходни затоа што ќе ги користиме во секоја од овие структури за кои што ќе зборуваме денес. Значи, да ве потсетам, дојдени сме до делот кај што зборуваме за разгранета структура, односно програми во кои што не сите наредби се извршуваат, некои од наредбите ќе бидат прескокнати во зависност од точноста на некој споредбен или логички израз кој што претходно се проверува. Во учебникот, во учебникот во електронска форма ви кажав дека го имате и на Digital School. Само да ве потсетам, мала дигресија, ќе ја видиме страницата од Digital School. Тука е материјалот од учебникот, поделен е делот само за C++. Ве потсетам дека горе имате инструкции за користење на апликацијата Zoom од еден убаво направен од еден колега од Битола. Мене ми се само преземени, значи тука имате линк до YouTube каналот каде што може да ги погледнете тие инструкции. Ова го кажувам затоа што можно е од наредната недела да пробаме да држиме час во реално време, а за тоа ќе ни биде потребно да бидете сите приклучени на Zoom, меѓутоа ќе ми бидат потребни и имейл адреси ваши, за тоа како ќе ги собериме ќе ви дадам дополнителни инструкции. Значи, моментално ја снимам втората лекција, така да само првата лекција е поставена во делот видео лекции на Digital School, така да после ова лекциите ќе се наоѓаат една под друга. Да се вратиме сега назад. Значи, денеска зборуваме за еднократно и двократно разгранување. Да погледнеме прво, да го погледнеме прво блок диаграмот за еднократното разгранување. Значи, зборуваме за разгранети структури, каде што секогаш ќе има проверка на точност на некој логички израз. Логичкиот израз може да има само две вредности, да биде точен или не. Ако е точен, неговата вредност е единица, ако не е точен, неговата вредност е нула. Во овој случај, кај еднократното разгранување, доколку логичкиот израз е точен, тогаш се извршува наредбата, во случајов оваа наредба. Само кога логичкиот израз е точен. Погледнете текот на алгоритмот со стрелките, значи доколку е да точен, доколку вредноста е единица, се извршува наредбата и продолжува програмата понатаму. Во случај кога логичкиот израз не е точен, значи погледнете каде оди стрелката со не, тоа значи дека програмата ќе продолжи без да се изврши оваа наредба, што значи таа наредба ќе се прескокне. Оваа структура уште се нарекува и if структура, затоа што наредбата со која што таа се извршува во рамките на C++ се вика if наредба. Или логички if е ако на англиски, тоа значи ако, тоа во заградата после if е точно, ќе се изврши тој исказот. Овде е пишано исказ, значи не наредба. Еве само да го уште малку поубаво да го објаснам. Ова е тој исказот, чие што извршување зависи од точноста на изразот кој што се наоѓа во заградата после if. Погледнете ги сега стрелките, овие зелениви и црвениве. Значи, кога логичкиот израз е точен, кога неговата вредност е единица, следете ја зеленава стрелка, тогаш значи дека исказот ќе се изврши, оваа наредба ќе се изврши и потоа ќе продолжи програмата со првата наредба која што следува после тој исказ. Доколку логичкиот израз кој што се наоѓа во заградата после if не е точен, тогаш следете ја црвенава стрелка, значи кога вредноста на овој израз е нула, тогаш се продолжува со наредбата што се наоѓа после овој исказ, кој што се наоѓа малку вовлечен во десно. Што значи овој исказ или оваа наредба ќе биде прескокната доколку она што е во заградата после if не е точно. Многу е важно да се знае дека после if, значи после заградата не се става точка запирка. Доколку ставите ќе ви јави чудна грешка преведувачот, која што можеби на почетокот тешко ќе биде да ја откриете. Еве сега ќе пробаме да напишеме еден код во кој што уште малку поубаво ќе пробам да го објаснам еднократното разгранување.
Да се подсетиме, креираме нов проект со конзолна апликација, даваме некакво име, ставаме некаде на некоја мемориска локација. Еве го стандардната датотека main.cpp. Значи јас ќе направам програма во која што ќе внесувам некои брои и програмата ќе проверува дали е бројот парен или само ќе пишува само дали е бројот парен. Доколку е бројот парен, доколку бројот не е парен, нема да дава никаква порака. Ќе го прво се разбира декларацијата на променливите. Нас не треба да декларираме само една променлива, нека биде тоа променливата А. Потоа како порака пред наредбата sin ќе му дадеме порака да се внесе цел број, значи тој што знае, што ја извршува програмата да знае што се очекува од него кога ќе застане програмата овде, и ние број што ќе го внесеме од тастатура ќе се смести во променливата А. Сега е проверката дали е бројот парен. Да ве потсетам, овде ќе користиме модуларно делење, односно остаточно делење. Парните броеви се сите деливи со 2. Тоа е нивна заедничка карактеристика. Тоа значи дека ние треба да провериме дали бројот е делив со 2, односно дали има остаток од делењето на тој број со 2. Ако нема остаток, тогаш е бројот парен. Значи ако бројот А го поделиме модуларно со 2 и ако резултатот од тоа делење е 0, што значи нема остаток, тогаш бројот е дефинитивно парен. И тогаш ќе се изврши оваа наредба во која што пишуваме дека бројот е парен. И толку. Днес намерно дека ќе направиме на обична cout наредба во која што ќе напишам крај. Значи ова е таа наредба која што во секој случај ќе се изврши. Оваа наредба дали ќе се изврши ќе зависи од точноста на изразот што е во заградата после if. Значи доколку јас го внесам да речеме бројот 4, кога ќе се провери дали кога 4 се дели со 2 има остаток, ќе биде резултатот 0, што значи ова во заградава е точно. И што ме точно, тогаш и само тогаш се извршува наредбата што следува веднаш после if. И тогаш ќе се напише пораката, овој текстов дека бројот е парен. Доколку не сам број 5 или било кој друг непарен број, тогаш ова во заградава нема да биде точно. Значи остатокот ќе биде единица, нема да биде 0, и тогаш оваа наредба ќе се прескокне и ќе се напише само крај. Значи кога е бројот парен, ќе се напише бројот е парен и понатаму се пишува крај. Кога бројот е непарен, ова се прескокнува, ќе би требало да се напише само крај. Еве да провериме. Значи внеси цел број, да речеме кога јас го внесам бројот 8, се извршуваат и двете cout наредби. Значи првата бројот е парен, која што е фактички зависи од точноста на изразот во заградата после if, а таа втората крај во секој случај ќе се изврши. Затоа што таа не влегува во таа if структура. Еве да пробам уште еднаш. Ако внесам сега некој непарен број, да речеме бројот 9, тогаш резултатот на исписот е само втората cout наредба, кај што пишува крај. Ова бројот е парен не е прикажано, затоа што таа наредба е дел од if структурата и таа наредба, уште еднаш да повторам, се извршува само кога изразот во заградата е после if е точен. Одиме понатаму да видиме двократно разгранување. Двократното разгранување уште се вика if-else структура. If ако, else инаку. Се разликува од еднократното со тоа што и кога логичкиот израз е точен и кога не е точен, се извршува по една наредба. Значи, еве го, да го покажеме тоа, еве го логичкиот израз, кој што може да биде точен или не. Повторно, само два случаи. Или неговата вредност да биде единица, доколку е точен, или неговата вредност да биде 0, доколку ова што го проверуваме не е точно. Ако е точно, тоа следете агранкава после да, значи ќе се изврши наредбата 1 и ќе продолжи програмата наваму. Ако не е точно,
тогаш се извршува гранката кај не, значи ќе се изврши наредбата 2 и ќе продолжи програмата наваму. Што значи тоа? Дека доколку исказот е точен, ќе се изврши наредбата 1, ама ќе се прескокне наредбата 2. Кога изразот не е точен пак, се извршува наредбата 2, ама се прескокнува наредбата 1. Значи само една од овие две наредби ќе се биде извршена. Или наредбата 1 или наредбата 2. Ќе зависи од точноста на логичкиот израз. Тоа во C++ изгледа вака. Рековме дека ова се вика if-else структура, па да погледнеме истото е овде, само направено е во облик на C++. Да ги следиме повторно стрелките зелена и црвена. Тие се стрелки кои што означуваат случаи кога логичкиот израз е точен или не е точен, оно што се наоѓа во заградата после if. Значи повторно се зависи од него. Ако логичкиот израз е точен, тогаш ќе се погледнете зелена стрелка кај оди. Значи тогаш се извршува таа наредба што се наоѓа веднаш после if и потоа гледате каде оди, се прескокнува сето она што е после else и се продолжува со првата наредба што се наоѓа после наредбата што е после else. Доколку логичкиот израз не е точен, тогаш се прескокнува наредбата после if, а се извршува наредбата што е после else и понатаму продолжува програмата. Ние во нашава програма овде сега можеме да ја направиме да биде појасна. Значи да пишува дали е бројот парен или бројот не е парен. Веќе направивме структура во која што само проверуваме дали е бројот парен, меѓутоа сега структурата ќе ја направиме да биде if-else структура. Малку да го исклучам ова опција за пишување на текстот. Добро. Ја ве потсетам ова коса црта N беше замена за NDL и значи дека ќе после тоа ќе се префрли покажувач во нов ред. Еве сега програмата малку надоградена од обично еднократно разгранување, сега имаме двократно разгранување, значи претходно беше if структура, сега е if-else структура. Се зависи повторно од изразот во заградата после наредбата if, односно проверката дали е тој точен или не. Во случајов да ве потсетам, проверуваме дали е бројот парен или не. Дали е бројот парен се проверува дали има остаток од делењето со 2. Ако остатокот е 0, значи тогаш бројот е парен. Во случајов ако е точно, тогаш ќе се изврши, само секунда, ќе се изврши оваа наредба, ама наредбата после else се прескокнува. А оваа наредба што е после if-else структурата, кај што пишува крај, во секој случај ќе се изврши во двата случаи. Доколку искажот во заграда не е точен, тогаш наредбата после if се прескокнува, а наредбата после else се извршува. Еве да провериме. Што сте направиле овде? Да, точка за прекинем заборавено. Ајде уште еднаш. Значи ако внесам сега бројот да речеме 24. Што ќе се случи? Ќе го подели 24 со 2, остаточно, нема да има остаток, што значи остатокот е 0. Тоа значи дека овој исказ е точен и ќе се изврши наредбата после if во која што ќе напише дека бројот парен, понатаму ова ќе го прескокне и ќе напише крај. Еве го. Ако уште еднаш сега провериме, 59 е непарен број. Тоа значи кога 59 го поделиме со 2 остаточно, резултатот ќе биде 1, а нема да биде 0, што значи овој исказ не е точен. Кога имаме остаток 1, тоа значи дека наредбата после if ќе се прескокне, а ќе се изврши наредбата после else и понатаму ќе се изврши се она што следува после тоа. Значи еве го, бројот е парен, е прескокнат, напишано е бројот е непарен и крај. Еве да ја простиме уште еден пример да дадеме. Например да проверуваме дали е бројот позитивен или негативен.
можеме да провериме вака. Ако е а поголемо 0, и поголемо еднакво 0 и нулата ќе сметаме за позитивен број, за да бидеме прецизни, оти ако внесиме 0 нема да биде инако точен резултатот. Бројот е позитивен. Инаку негативен. Во овој случај се, ако ќе внесиме број кој што е поголемо 0, ако е бројот поголем 0, ова ќе биде точно. Што значи ќе се напише наредбата после if, која вика дека бројот е позитивен. Другото ќе се прескокне и ќе се напише крај. Доколку бројот кој што ќе го внесиме негативен, например минус 3, тогаш ова нема да биде точно. Исказот нема да биде точен. Штом исказот не е точен, наредбата после if се прескокнува, а се извршува наредбата после else и понатаму сите останати наредби кои што после тоа следуваат. Еве да пробаме, значи доколку јас внесам број 5, тој е позитивен, исказот после if е точен, се извршува наредбата после if, а се прескокнува наредбата после else. Обратно, ако внесам минус 5, тогаш исказот во заградата нема да биде точен, што значи ќе се прескокне наредбата после if, а ќе се изврши наредбата после else, во која што пишува дека бројот е негативен. Мислам дека би требало ова да биде јасно, доколку не е јасно, ќе напишете во коментарите во рамките на Digital School. Имате уште неколку примери во учебникот кој што може да ги погледнете, но наредниот пат ќе решаваме некакви задачи, пред да почнеме со блок од искази, мора да повежбаме. Ќе најдам некаков начин да ви испратам задачи за домашна. Значи, проверувајте редовно на Digital School. Обично ќе одиме како по распоредот 2 лекции во неделата, што значи ова е втората лекција и плюс очекувајте домашна задача за викендов, па од понеделник чекајте нови лекции. Толку за денес, останете дома. Поздрав!